уште едно продолжение од серијата подкасти во рамките на проектот Циклус на грижа поддршка за женското здравје, што го спроведува Новус во соработка со ДМ Македонија. Моја денешна гостинка е Викторија Бурсак, тренер за исхрана. Викторија, добре дојдовте. Чест ни е што имаме можност да поразговараме за една важна тема, женското здравје во време на менопауза. Добро ве најдов и пред се благодарам на поканата. Рековме дека ќе зборуваме за тоа колку исхраната може да помогне при тегобите во менопаузата, како што се црвенило на лицето, потењето, несоница, главоболка, замор, вознемиреност, нагли промени во расположението, безволност, депресија. Сите овие пробратни, да речам, симптоми на менопаузата може да се облажат со помош на исхраната, затоа што нели и постои една генерална изрека дека ние сме тоа што го јадеме. Колку храната и за почеток да почнеме со овој разговор не дефинира нас како луѓе, колку храната е виновна за она што сме, не само што како изгледаме, туку и како се чувствуваме, како рефлектираме. Апсолутно, дека исхраната во најголем дел влијае на секој од нас, независно во која возраст сме, дали сме конкретно како некои жени кои што се пред менопауза или можеби сме млади жени, небитно, во 80% влијае исхраната. Можеби некои луѓе и не се свесни за тоа, меѓутоа убавината е тоа што ние можеме да влијаеме кога е еден голем процент, да кажеме 80% не е малку, што значи дека ние можеме да влијаеме и да одбереме точно што би јаделе и што би консумирале, и автоматски значи дека можеме да си го подобриме квалитетот на живот во било која возраст. Што зависи од нас секако. Се освестуваат ли жените за важноста за она што го јадат, бидејќи вие го имате ова искуство работа со жени долги години во овој период, особено во овој период? Во овој период, да, искрено мене ми е жал што е така, што можеби малку подоцна, но малку и порано се освестуваат, но кога ќе се судрат со вишокот на килограми. Најчесто се сретнуваат со вишок на килограми дури во раната возраст, да кажам кога се помлади, 20-30 години, и оно што е на моје огромно, да кажам, разочарување, што секојдневно зборувам со млади жени во тој некој возрастен лимит од 20 до 30 години и веќе имаат вишок плюс 10, плюс 15, 20 килограми, што укажува дека имаме некој проблем во изборот на исхраната што го правиме. И многу е доцна ако ни се активира, да речам, интересот, да промениме нешто кога ќе влеземе во период на менопауза. Малку е доцна, меѓутоа не е невозможно нели да го изрегулираме или да ги ублажиме симптомите или целиот тој природен процес, нели? Секоја жена ќе влезе во тој процес, меѓутоа и како можеме да влијаеме да тие симптоми бидат поблаги. Така, баш тоа ме интересира. Колку ни е тешко, за разлика од младите жени, на оние кои што се во процес на менопауза, да ги изградат, ако тоа добрва треба да го направат, здравите навики на исхрана? Па е предизвик. Не сакам да бидам, да кажам песимист, да кажам дека е тешко, меѓутоа е предизвик, но затоа еве јас како тренер за исхрана работам со луѓето секојдневно, посебно со жени работам интензивно и им давам неверојатна поддршка. Затоа што поддршка и мотивација кога менувате прехранбени навики е навистина потребна. Кога сте сами во целиот тој процес, многу е потешко, лесно се откажувате, првиот неуспех може да ве демотивира и така да многу е важно да сте во едно такво позитивно окружување или да имате некој кој што се грижи за вас. Токму тоа е и мојата работа всушност. Има ли ефекти кога ги следите вашите клиенти, да речеме, додека го минуваат тој процес? Колку време е потребно од почетокот додека вие како тренер сте задоволни од тоа како напредува жената во тој процес? Па потребно е 21 ден. Се знае дека за секој од нас да промениме било каква навика од полоша во подобра, поквалитетна, ни треба 21 ден и најважно ми е во тие 21 ден да бидам покрај нив. Ние сме буквално секој ден се слушаме, се допишуваме, сме во контакт, затоа што и те како сум свесна јас како некој што има искуство дека ако во тој период кога се прави промена, кога се навикнува телото, кога се навикнуваме нели сумот, има доста и психолошки моменти тука. Не е само физиолошки процес нели на промена на исхрана, детоксификација и така натаму, голем дел е психолошки и затоа јас сум тука постојано за нив. И на тој начин они многу полесно го применуваат сето тоа, создаваат навики и кога веќе ќе создадеме навика е многу полесно. Самото тело
ни бара некои, да речам, здрави потреби. Како им пристапувате на жените кога ќе дојде една жена, да речеме во доцни 40, ако настапува периодот на менопауза? Како ги воведувате во тој? Имате ли некои, не знам, своји начини, да? Па ги слушам луѓето. Тоа ми е најбитно. И ги слушам луѓето, кои се нивните потреби, секогаш ги прашувам кои се нивните цели и гледам кој е нивниот биоритам, затоа што ние можеме да еве, например, јас имав цел можеби да изгледам перфектно, меѓутоа кога си родител, кога имаш премногу обврски, кога можеби имаш вишок на килограми или недостаток, небитно, или некој здравствен проблем, можеби немаш, да кажам, волја таква да стартуваш како што треба. И затоа јас ги слушам кои се нивните потреби, како живеат и спрема нивниот биоритам и живот, начин на живење, ги прилагодувам програмите всушност. Имате ли многу клиентки, жени кои што се во менопауза или преовладуваат помладите? Па немам премногу, меѓутоа дел од нив се. Кај мене преовладуваат помладите, кои што имаат, да речам, вишок на килограми. Во комуникација ли сте со други ваши колеги тренери за исхрана? Какви се нивните лични статистики, клиенти со кои што работат? Ве прашувам во смисла дали е потребно будење на некој начин, токму затоа е овој подкаст, ова и разговор, во смисла да им упатиме пораки на жените дека треба да внимаваат на исхраната во тој период. Апсолутно, не само во тој период. За да може полесно да се поднесе во тој период, ние треба многу порано да почнеме со промена на навики и треба да го сватиме ова како еден поквалитетен животен стил. Не да чекаме да влеземе во црвено, да ни се создаде здравствен проблем, најчесто кај жените се создава хормонален проблем здравствен, можеби некои други предизвици, да не чекаме да дојдеме во таа зона, туку едноставно со време секој од нас да размисли и да прифати дека треба да подобри свој квалитет на живот. Често пати се спомнува дека за време на менопаузата доаѓа до зголемување на телесната тежина. Кај колкав процент од вашите клиенти тоа е причина? Или пак некогаш доаѓаат само заради тоа што не се чувствуваат добро, тежината можеби е второстепена? Во најголем дел доаѓаат заради покачената телесна тежина и велат, ама јас кај мене ќе оди многу тешко. Јас сум веќе во менопауза или имам преку 50 години. Сметаат најчесто жените дека годините се поврзани исклучиво со тоа што не се чувствуваш добро или што имаш вишок или недостаток. Меѓутоа тоа не е така. Реков на почетокот дека 80% е исхрана, ако храната ги содржи сите потребни хранливи состојки и ако е чиста, не содржи отрови, адитиви, конзерванси, емулгатори и така натаму, бои, ароми, многу шеќер, многу сол. Во тој случај самото тело многу брзо, без разлика на возраста, доаѓа во својата нормална форма и кондиција. Така. Дали за жената промената на исхраната во менопауза може да биде некогаш дополнителен стрес, ако знаеме дека предизвик е периодот на менопауза да се помине што помирно, исклучиво кога жената всушност и не е толку подготвена, знае дека треба, меѓутоа не е можеби ментално подготвена да влезе во тој процес на урамнотежена здрава исхрана и еве тоа и прави дополнителни тешкоти. Пак се враќаме на тој психолошкиот момент. Апсолутно. Поддршката е тука клуч. Значи, каква и програма да имате, со што и да работите, кој и да е вашиот начин, ако не сте поддржувачи на тие луѓе, ако не им дадете сапорт, мислам дека сето тоа ќе биде многу тешко и практично невозможно. Така да поддршката и луѓето ја ценат и ја сакаат. И многу пати еве да ги прашате моите клиенти зошто се одлучивте баш таа да биде ваш тренер, а не има, да кажам, доста. Мои колеги они велат поради незината енергија и поддршка. Значи поради незината поддршка сум тука. Што е поважно, поддршката тренер клиент или важна е поддршката група, ако имате група со луѓе со кои што работите, ги вклучувате ли? Да, ги обавезно, задолжително. И тоа е важно. Значи во еден процес на менување на навики, кој што не е едноставен, важно е да има комуникација тренер-клиент и секако комјунити, односно заедница која што има иста цел. И јас буквално имам и заедница, моја затворена група, сите се жени, сите имаат своја цел која што сакаат да ја постигнат и неверојатно е како се поврзуваат една со друга и како тоа им помага да ги направат своите резултати и да се чувствуваат добро во своја кожа. Ги практикувате ли физичките активности, колку е важно да се биде активен за време на таа промена на исхраната која што се внесува во одреден период во животот на жената? Апсолутно дека сум поддржувач и поттикнувач на физичка активност, прочем и за 100% резултат, 80% е исхрана, но 20% е физичка активност. Што значи тоа? Дека
Ние не можеме да имаме резултати какви сакаме доколку сме само да кажам во теретана, вежбаме или било која друга физичка активност, ниту пак само ако се потпреме на исхраната. Значи двата аспекти се важни за да имаме еден well-being и да имаме 100% резултат. Посебно за жените е важна физичката активност. И секако и исхраната, значи двете заедно заради тоа што на жената е потребно да има здрав тонус, значи да има здраво мускулно ткиво и секако за да биде по-долговечна, да биде помладолика, поубава, да богата со самодоверба, значи сите тие аспекти се многу важни, поготово кога влегува во тие, да речам, после 50 години и доаѓаме до менопауза. И така како е важно. Што били вашето искуство? Мит ли е дека потешко се симнуваат килограмите колку што жената е повозрасна? Не, мит е, дефинитивно е мит. Нема никаква поврзаност тоа со возраста. Точно е дека нашиот метаболизам малку се заспорува. Меѓутоа, јас познам луѓе кои што имаат и 50 и 60 години, а изгледаат како да имаат 40 и 35, токму заради тоа што години наназад имале редовна, балансирана и правилна исхрана. Значи, ние самите си го правиме тоа, колку брзо ќе оксидираме, ќе старееме. Тоа зависи од начинот на живот, а не е директно возраста, да речам, индикатор дека сега јас имам 50-60 години и по дефолт треба да имам вишок на килограми, да имам здравствен проблем или да се чувствувам лошо, да изгледам лошо, напротив. Ме интересира какви додатоци во исхраната е потребно да внесува една жена во менопауза за да го олесне тој процес. Едно е нели таа балансирана исхрана, здрава исхрана, меѓутоа понекогаш на организмот му се потребни и екстра додатоци. Да, секогаш. Дури на нас, помладите секогаш. Меѓутоа и веќе ставам акцент на некои работи кои што се важни. Важно е да имаат квалитетен протеин во исхраната. Тоа значи во сите оброци што ги јадат да внесуваат хранливи материи, односно да внесуваат оброци кои што содржат квалитетен протеин. Се препорачува да е од растително потекло во поголемиот дел, зошто бидејќи тој не е оптеретен со хормони, со адитиви, со додатоци кои што можат да го отежнат тој процес на менопауза. Исто така препорачливи се незаситените масни киселини како омега-3, омега-6, и како се важни. Мултивитамините за жени, значи многу е битно да се внесуваат витамини, бидејќи посекако сиромашена исхраната, па телото да може да се појача на некој начин и детоксификација на телото со доволно вода. Многу е важно да му се помогне на телото да се исчисти од отрови, да се исчисти стомакот за да може таа фаза многу полесно да ја премине. Кога зборуваме за водата, има едно непишано правило дека колку повеќе треба да пиете вода, толку помалку ви се пие вода. Како да се мотивираат жените кои што имаат толку многу обрски, а никако не им текнува дека треба да се напијат вода? Се уште ли важи тоа правило за носење шиша со себе и потсетување дека мора да пиеме? Па има многу тука аспекти зашто не им се пие вода. Најчесто од лично искуство ви кажувам, не весуваат храна која што содржи растителни влакна. А на намите како ни е потребно да внесуваме растителни влакна во сите оброци во текот на денот до 25 грама дневно, и кога внесуваме доволно растителни влакна, самото тело почнува да си бара вода. Ви се суши уста, повеќе ви се пие вода. Инаку правилно пиење на вода е кога на 25 килограми од телесната тежина пиете 1 литар вода, и доколку не ја испиеме таа количина, практично ние не го ни чистиме телото однатре, а треба како што го тушираме однадвор, така и однатре, за да знаеме дека сме го прочистиле, дека сме чисти. Така да има начини како се поттикнуваат, има додатоци кои што се додаваат во вода, кои што се со 0 калории, ја оплеменуваат водата со фитонутриенти, малце повеќе енергија можеби ќе ви даде така припремена вода, а сепак ќе ви биде повкусна и ќе внесете многу повеќе по тек на ден. Ги спомнавте мултивитамините, колку тие се важни во овој период да се внесуваат, но честопати се спомнови и витаминот D, особено во овој период кај жените. Меѓутоа, постои уште еден момент, витаминот D го имаме и во сонцето. Треба ли да се внимава? Како да се внимава? Треба ли проверки посебни да се направи на организмот за да знаеме кога и колку ни е потребно да внесеме дополнително витамин D? Зошто да не? Нема од тоа, да речам, недостаток да се провери. Баш јас си би препорачала, поготово во
оваа возраст. И за овој период што зборуваме менопауза, зошто да не? Убаво е да се знае доколку телото има дефицит, па можеби преку некој додаток во исхраната да додадеме витамин Д, меѓутоа сепак прошетки во природа и на сонце и така како се. Треба да бидат приоритет. Да. Така. Ајде неколку ваши совети за тоа како полесно да се помине периодот на менопауза. Што би го советувале за жениве кои што не се следат? Јас би земала во предвид дека тоа се жени кои што и да не се физички активни, број 1 прошетки. Значи барем од 5 до 10.000 чекори пешачење, заради тоа што науката ни докажала и ни покажала дека тоа е една физичка активност што не може ниту една да ја надмине или победи, за да едноставно телото им функционира како што треба и да го поттикнат метаболизмот. Број 2 да ја избалансираат својата исхрана, да почнат да размислуваат што внесуваат, да не размислуваат на тоа само јас сум сит или гладна, туку што внесувам. Кои нутриенти јас ги внесувам, дали имам доволно протеини, дали имам доволно витамини, колку калории внесувам, значи малку да ја активираат свесноста во тој дел и детокс. Значи тоа го нагласувам, сите што ме знаат дека често ставам акцент на тоа, бидејќи ние колку време треба често да се прави детокс на ден? Секојдневно. Да, јас на пример конкретно и во мојот план за исхрана секојдневно имаме детокс. Значи, не секој ден ние треба да бидеме во своја најдобра форма, нели е така? И можеби внесуваме многу отрови преку воздух, преку храна, и на тоа не можеме да влијаеме. Меѓутоа, со некој поздрав избор, физичка активност, детоксификација, мислам дека можеме да му обезбедиме еден феноменален баланс на нашето тело, кој што ќе ни даде добро здравје и виталност. Колку им трае на жените тој елан за промена на начинот на исхрана? Дали често пати тоа е само до периодот кога е колку што трае нивната програма или може да биде долгорочно? Им се враќаат ли пак на лошите навики? Морам да кажам дека да, се враќаат. Меѓутоа тоа се жени кои што не донеле одлука и не го разбрале концептот на оптималниот велнес. Но јас како тренер се трудам колку што можам повеќе да им објаснам дека важно е да го променат животниот стил, а тоа е долгорочен концепт. И не од денес за утре, и не е за во наредните 3 месеци, и така и го промовирам тоа што го работам. Дека вам ви треба тело, виталност, енергија 365 дена во годината, а не само пред одмори или за време на менопауза, или не знам, за празници ќе се опуштам, така па после ќе му ја мислам, него едноставно треба постојано да градат навики. Вклучен тој аларм дека ова не е добро за мене. Наше тело, нели тука сме привремено, имаме сите XY време колку сме тука и мислам дека треба да го почитуваме и да му помогнеме да траеме подолго. Тоа е мојот став. Мислам, ако не сега, кога? Ако не во оваа возраст кај што си сега, кога? Сигурно не за 10 години кога ќе бидеш многу повозрасен. И за себе тоа го мислам. Ако сега јас за моите 37 години не сум во топ форма, тогаш што би било на 40? Како вие се најдовте во оваа приказна? Во оваа приказна јас се најдов поради тоа што еден ден се пробудив со плюс 15 килограми. Да, многу маснина. Тоа беше одамна? Тоа беше пред 2,5 години. Значи тоа беше данокот од ковид всушност за мене. Значи како се затвори се, не бев активна со мојата работа, седнав да учам веб дизајн. И тоа е со сати и сати пред компјутер, поготово за еден лик како јас сум инаку уметник по професија, сам тоа имам завршено. Некако ми беше доста стресно и само јадев пред компјутер и за една година плюс 15 килограми и некои здравствени дополнителни предизвици, само доверба 0 и тогаш се налутив на себе. Значи ова е порака до сите жени, се додека не си се налутите на себе и не си кажете доста ми од тебе веќе, не можам да те трпам и сега тебе ќе ти дојде крај и од утре сум друга личност, нема ништо да се промени. И така јас се налутив на себе, ставив крај со тие мои лоши животни навики, со тоа кукање, само сожалување и одлучив да го превземам својот живот во своји раце и да следам концепт кој што е практичен и кој што функционира и да немам изговори. Значи без разлика на уврски, нели дете, сите ние како жени во домот имаме еден тон, така работи кои што се да речам на наша одговорност, јас наоѓам време и да извежбам, и да се хранам здраво, и да се погрижам за еден тон луѓе со кои што работам, да им помогнам да го направат истото.
Значи мора да сме без Да, изговор. навистина инспиративно. Ти благодарам што го сподели овој личен момент со нас и со сите што не слушаат и гледаат, па се надевам дека ќе го прифатат овој пример и останатите жени кои што се двоумат, а не се задоволни од себе или пак имаат различни предизвици поврзани со своето здравје или периодот на менопауза. Да, се надевам и јас, можеби еве ова ќе инспирира некого и утре ќе имаме нова успешна приказна. Да се надеваме дека е така.